Здраво и добре дојде во новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам за првиот чекор кон промена, односно кој е првиот чекор кој што не носи до промената и зошто ние како луѓе многу често ја кочиме, односно не превземаме одредена акција. Доколку ја слушате оваа епизода, верувам дека вие сте на одличен чекор кон вашата лична промена. Зошто? Затоа што со самото тоа што сте одбрале да слушате подкаст за личен раст и развој, најверојатно длабоко во себе имате одредена свесност дека постои начин како да работите на себе, како да имате поквалитетен живот, односно се обидувате да најдете решение како да се чувствувате подобро. Кога се прави некоја нова акција, најнормално е да дојде и ново искуство во животот, меѓутоа оваа акција, односно ова слушање и читање и така натаму дефинитивно не е доволно за да дојде до некоја голема промена во животот. Кој е првиот чекор кој што треба да го направите? Како да го креираш твојот живот? Што е она кое што е многу важно во целиот овој процес? Се прашања на кои што јас ќе одговорам во продолжение, па доколку се уште се заинтересиран за тоа, продолжи да слушаш. Животот е убав. И навистина е убав. Она што е убаво да го направиме, како би можеле да ја видиме ние таа убавина на животот, е да научиме како поубаво да го живееме, односно да научиме како да ја гледаме таа убавина и да се носиме со сите искушенија и предизвици кои што ни ги носи самиот живот. Од оваа моја перспектива, навистина ми беа потребни многу години за да се чувствувам задоволна со тоа што го правам. Еве накратко, пред неколку години водев англиски блог на кој пишував на истава тема и некако пред да почнам да го снимам овој подкаст, пред да почнам да го пишувам и текстот за блогот, застанав, реков да прочитам, да видам што е некој што тогаш сум го напишала, затоа што пишувано е пред неколку години, тогаш се чувствував супер, тоа беше некако највисокото ниво со кое што јас бев запознаена, меѓутоа како го читам истото, сваќам дека не е дека не се согласувам, напротив, всушност истата поента е онаа која што ја кажувам, меѓутоа тука и сега после пар години јас се чувствувам многу понаместено, многу понапредно, со многу поголемо искуство, односно искуството се збогатило, свесноста многу е зголемена и мојот ум дефинитивно е многу проширен. И затоа нистава оваа тема веројатно за неколку години ќе ја кажувам од една нова перспектива и тоа е многу важно да проверите и вие каде се наоѓате. Не значи дека на секој ова е нешто кое што ќе му одговара, некој е многу понапред од ова, некој е многу поназад, потребно му е попросто објаснато, потребно му е нешто различно. Меѓутоа исто така е убаво да се знае дека ние постојано растеме и се развиваме и затоа истото нешто кога го гледаме може да го гледаме од многу поразлични перспективи и од многу поразлични агли. Пак ќе повторам, тоа не значи дека јас пред неколку години не сум била задоволна од себе, напротив, но денес го имам достигнато тоа што тогаш сум почнала допрва да го креирам, а верувам дека за неколку години за истава тема ќе зборувам од една друга перспектива која што ќе биде многу позбогатена и тогаш ќе креирам нешто поинакво. Сега ние секојдневно растеме и се развиваме и во животот не постои една точка на личен раст и развој која е највисока. Секогаш постои простор се уште да се развиваме. Постои простор за поголема мудрост и тоа е нешто што е многу убаво. И затоа во ниту еден момент не треба, не би го употребила зборот треба, меѓутоа убаво е да не постои момент кога ние престануваме да се развиваме, туку едноставно да постојано се трудиме да ја прошируваме таа свесност која што имаме и да постојано бараме нови начини како да растеме и да се развиваме. Нешто кое што јас го научив по потешкиот пат, за жал, е важноста да си имам ментор во животот. Сега, кога велам ментор, јас не мислам да тоа биде некој кој што ќе се плати или ќе се најми. Менторството може да дојде од многу блиски личности, може да дојде од личности кои што ги слушате, ги гледате, се инспирирате, меѓутоа многу е важно да менторот не се идеализира.
Затоа што ние имаме тенденција како луѓе да се чувствуваме многу лошо, а да го идеализираме менторот. Што е ментор? Ментор е личност која што поминала одреден пат и која што ќе може да ви го покаже полесниот начин да остварите одредени цели во животот. И сега додека најчесто ментор се родителите, на родителите има многу тешко да бидат објективни и многу често се случува детето да има поголеми соништа и аспирации од нив, односно многу често се случува со текот на годините детето да ги надмине родителите и затоа е потребно да се најде и некој надворешен објективен ментор. Додека се бараме во животот, дефинитивно ќе направиме многу грешки. Грешки во наводници, затоа што не постојат грешки, тоа е едноставно дел од животот и ние сите мора да направиме некаква грешка, за да може да видиме што е оно што го сакаме, односно што е оно што не го сакаме. И многу е нормално во текот на животот да чекориме по патишта кои што не се за нас и да смениме многу ментори. Дури е многу и здраво да се менуваат различни ментори, како би можело да ние видиме што е оно што го сакаме и ние не сме на истата точка денес каде што сме биле предходно. Ако за мене пред 3-4 години ментор бил X, сега е ментор Y. Затоа што јас сум се променила, веќе имаме на нова перспектива и ова е нешто кое што јас го научив, затоа што и покрај гешталт психотерапијата почнав да учам лайф коучинг, односно животен тренер и НЛП, невролингвистичко програмирање. Јас ја обожавам гешталт психотерапијата, пред се работам како психотерапевт, меѓутоа имаше нешто друго кое што ме влече во коучингот, нешто кое што ме влечеше во НЛП, нешто кое што сакав да го дознаам и покрај тоа што сум свесна дека е далеко помалку вредно тоа што го учам и така натаму, меѓутоа она што го научив таму мене ме донесе на сосема нова перспектива и ново искуство. Всушност, огромен број од оние препреки кои што јас лично не сум успеала да ги надминам преку гешталт психотерапијата до тој момент, јас успеав да ги освестам и да ги надминам токму со лайф коучингот, затоа што лайф коучингот знае да е површен, но знае многу да мотивира, знае малку да биде побрз, ефективен во одредено поле во животот и секако доколку не станува збор за некоја голема траума и така натаму. Јас, оно што го дознав тогаш, сватив дека во исто време е убаво и е возможно да имаш повеќе извори од кои што се инспирираш, мотивираш, учиш и идеално и најубаво е кога сите тие различни извори ние ќе направиме еден и тој ќе биде наш. И тоа е оно што не прави автентични. Затоа што ова што јас денес го зборувам, може би многу работи ќе ги кажам и ќе звучат како некој од моите ментори, затоа што јас од некаде ова сум го слушнала и тој ментор од некаде тоа го слушнал. И тоа е еден круг на луѓе кои што го слушале и го учеле, меѓутоа не може никој да го каже како што јас ќе го кажам, исто така како што јас не можам да го кажам како што некој друг ќе го каже. Затоа што ова е склоп на различни ментори, на различно учење и ова е нешто што доаѓа автентично од мене. Истото важи за сите работи кои што и вие ги имате и за било кој ментор кој што ќе го слушате. Јас пак ќе кажам дека и покрај тоа што најмногу работам со гешталт психотерапија, во ниту еден момент повеќе не се чувствувам дека нешто е помалку вредно од другото или повеќе вредно, единствено само некои етички кодекси што се менуваат и секако различната примена. Не би дала лайф коучинг за таа и таа работа, не би дала психотерапија за таа работа и така натаму. И тоа е многу убаво, кога има таква варијација, кога има различни искуства. И сега, јас го споделив ова искуство, не затоа што сакам да кажам како е правилно, туку напротив, за да може да успеам да те инспирирам, да те мотивирам, да го најдеш најдобриот начин за тебе. Односно да сватиш дека не постои едно решение, не постои еден ментор кој што ќе ти се допадне, не постои еден подкаст кој што ќе го слушнеш и кој што ќе ти го промени животот и покрај тоа што постојат книги, подкасти, реченици и така натаму кои што носат голема свесност и носат кон голема промена, меѓутоа не се доволни. Односно, не е тоа нешто кое што ја прави промената, туку носи само свесност. А зошто е тоа важно? Продолжувам понатаму, затоа што јас верувам дека секој од нас го има капацитетот да се промени и да расте. Но многу е важно да се погоди времето, тајмингот
и ситуацијата во која што се наоѓа и затоа никогаш не се обвинувај доколку тука и сега во овој момент не чувствуваш дека имаш капацитет да направиш голема промена. Но со самото тоа што го слушаш овој подкаст, со самото тоа што си тука, ти покажуваш иницијатива да дојдеш до некоја подобра верзија од себе и тоа е доволно во овој момент. А во првиот момент кога ќе се чувствуваш подготвено, најверојатно ќе примениш мал дел од она што тука ќе го слушнеш. Кој е првиот чекор што не води кон промена? Првиот и единствениот чекор кон промена е свесност за одредена ситуација. Свесност за она што е, свесност за она што се случува околу нас, свесност за себе. А целата таа свесност подоцна води до прифаќање. Че само доколку сме свесни дека нешто постои, ние имаме капацитет да го прифатиме и да го промениме. Доколку нешто не сме свесни дека постои, ниту можеме да работиме на негово прифаќање, ниту можеме да го промениме. И верувам дека ова е нешто кое што многу често го слушате, меѓутоа не сум сигурна колку пати во текот на животот ова навистина ни влегува во глава. Да, го слушаш, меѓутоа колку си свесен за истото. Сега свесноста не е исто со тоа да само јас нештото го слушнам, нештото помине низ мене и така натаму, туку навистина да застанеме за момент и да реално поверуваме во она што е. Самата психотерапија всушност почнува со сензитизација, односно со свесност. Свесност, всушност, терапевтот го носи клиентот кон свесност да се освести дека одредена појава, одредена сензитизација се случува или ја чувствува. Доколку нема свесност, нема промена, нема работа, нема контакт. Свесност и прифаќање на тоа која сум јас тука и сега, што е оно што го чувствувам, што носам, што гледам, што се случува околу мене. И ова многу лесно звучи, меѓутоа реално да се освестиме во животот е навистина многу тешко. Да бевме сите така свесни постојано, веројатно ќе постоеше совршенство, сите ќе бевме потполно совршени, немаше да постои ранливост, немаше да постои нешто негативно кај нас, константно ќе работевме на себе си, сите ќе бевме баш во калап совршени. Да се биде свесен е многу тежок процес, бара многу работа на себе, време и бара многу енергија. И затоа е тешко да се промениме. Тоа е една од главните причини зошто е толку многу тешко да се промениме, затоа што е тешко и да се освестиме. И сега верувам дека барем дел ќе се пронедат во таа приказна. Тоа е како некако ние луѓето многу често знаеме како другите поубаво да живеат, полесно да живеат, што е оно што може да го направат, ама кога ќе дојде време, сега ја што да правам, тука станува тешко. Еве и од лично искуство, и порано, и сега, некако и самата професија се го прави своето. Јас секогаш сум знаела некој како може подобро да живее, што може да смени, што може да направи, како може да побара, меѓутоа ако јас се најдам во некоја таква ситуација, не секогаш, дури понекогаш и воопшто не сум свесна што треба да направам и да применам. И тоа е многу нормално. Значи, не сум совршена и свесна сум за сите овие појави што се многу нормални. Во овој момент сум многу посвесна нормално, надалеку од тоа дека сум постојано свесна. И на сите ни е полесно да му најдеме решение на другите, но за нас е навистина тешко, затоа што постојат нашите мисли, нашите емоции кои што ни измечуваат и кои ни ги покриваат очите буквално како со превес, како ние не би можеле да имаме убав поглед на нештата. Работата на себе и освестувањето знаат да бидат навистина многу болни и тешки и самата психотерапија е место, па дури и коучингот се место каде што е многу тешко. Не секогаш е смеа, не секогаш е позитивно, не секогаш е убаво, нормално не секогаш се плаче, меѓутоа тоа место на освестување знае многу да боли, знае многу да пече, знае навистина да го тргне тој превес и да се соочиме со некои работи кои што постојано сме ги потискале, се уште ги потиснуваме, не сакаме да ги гледаме, бидејќи ние многу често и тоа го правиме. Нашите во наводници ќе кажам грешки, меѓутоа некои пропусти, некои работи кои што
не ни се допаѓаат, не сакаме да ги правиме, не се во склад со некои вредности со кои што живееме, нашите несовршености и така натаму, често знаеме да ги потиснеме и избиваат на друго место, да, ама кога не сме свесни ни е полесно, привидно во тој момент. Ако првиот чекор кон промена е свесност, тогаш вториот чекор е прифаќање. И секако следува третиот чекор, а тоа е некој тип на акција која што може да ја направиме. И сега, зошто зборувам за свесноста? Ќе дадам некој пример. Многу чест пример е како можеш да промениш алкохоличар, односно како може алкохоличар да тргне да се лекува, најверојатно со тоа што ќе се освести дека е зависник. Ние можеме по цел ден да зборуваме, ама пиеш, ама вака, ама така, додека и тој човек кој што е зависник не се освести дека е зависен од алкохолот. Не може да прифати прво дека е алкохоличар, а потоа да тргне да се лекува. Истото важи и за пушењето на цигари, додека пушач не стане свесен дека е зависник, не може да престане да ги пуши цигарите, или додека не стане свесен без разлика дека треба да се стави човек на диета, не може да му се зборувам. Значи, ние што и да направиме, доколку не постои свесност кај другата личност, не може да настане никаква промена. За сите нешто во животот важи ова исто правило, затоа што не може нештото да се промени доколку прво не е освестено и прифатено во овој момент какво што е. И тука доаѓа една многу важна, да кажам, многу важно нешто, тоа е одговорноста. Сега не може ние да очекуваме дека ќе листаме на Инстаграм, дека ќе слушаме малку подкасти, ќе прочитаме нешто и наеднаш со магично стапче целиот наш живот ќе се промени, нештата ќе се променат, да, ќе настанат одредени промени, се согласувам, меѓутоа ќе настанат одредени промени веројатно на ниво на свесност, колку е важна свесноста во овој момент и за оваа епизода, но ако размислуваш за тоа како другите ти сгрешиле, како родителите ти го направиле ова и ова, како не ти дале оно што ти е потребно, како државата не чини и така натаму, невозможно е да се промени начинот. Невозможно е да се промени животот и начинот на кој што размислуваме. Невозможно е да се променат мислите. Автоматски со тоа невозможно е да се променат и нашите емоции. Сега, кога се освестуваш и ја прифаќаш ситуацијата, преземаш одговорност за оно кое можеш да го направиш, да се случи промената. И најчесто ние сме тие кои сме одговорни за најголемиот дел од промените, никој друг, ние. Меѓутоа, тука е многу важно да нагласам дека тоа не значи дека нас не е дозволено да тажиме, да обжалиме, да уважиме, да буквално да тагуваме и жалиме по она што сме сакале да го имаме, по она што сме го немале. Тоа не значи дека лошите работи нас не ни се случиле. Тоа не значи дека не било тешко. Тука е многу важно да не се отиде во тој екстрем. Од една страна е важно да се уважи, да се тагува, да се признаат емоциите на немоќ, да се признаат емоциите на лутина, на тага и така натаму, да се признаат и траумите, без да влеземе во позиција на жртва каде што немаме одговорност да го промениме тоа. Јас можам да тагувам, а при тоа и да работам и да бидам многу успешна. Тоа не значи дека X е крив за тоа што ми се случило, тоа значи дека X на вистина направил да ја се чувствувам вака како што се чувствувам, ама јас сум одговорна за тоа кои ќе бидат моите акции понатаму во животот и каде јас ќе стигнам. Ние сме тие кои што ја имаме и одговорноста и моќта да ги промениме нештата. Секако при тоа уважувајќи ги оние нешта кои што многу не болат. Затоа што ако ние ги потиснеме, ако отидеме во екстремот на размислувај позитивно, не мисли на тоа и така натаму, значи ако се заборави уважувањето на овие негативни работи, ние одиме во еден екстрем и најчесто си правиме тотална блокада и кочница на секоја можна акција. А зошто? Тоа сега ќе го објаснам во продолжение и се надевам дека ќе биде малку појасно. Значи за нашите мисли, за нашите емоции и за нашите акции сме одговорни ние. Кога и срцето и умот ни се негативни и животот нормално е да не стане негативен, и ова не е нешто што лесно се менува. Како што расте свесноста, така ќе расте и контролата врз себе и овие нешта. Меѓутоа, важно е да знаеме дека ние не сме марионетки. Значи, никој не управува со нас, не сме врзани од озгора со конци и ова е многу одлично да се слушне.
И сите ова го знаеме, меѓутоа колку сме свесни дека никој не управува со нас, сем ние. Што кажуваат твоите резултати? До каде си сега? Дали си задоволна со тоа што го имаш? Значи, доколку си, супер. Ако се резултатите во склад со тоа што го сакаш, ти честитам и тоа е одлично. Меѓутоа, доколку не се, тогаш е важно да застанеш за момент и да се запрашаш, окей, како можам да превземам акција, што е нешто ја кочи мојата акција. Е сега, зошто ние не превземаме акција? Колку пати се случило во животот да не превземаме акција, да никогаш не го оствариш оно што го сакаш, а при тоа имаш и соништа, идеи, инспирации, мотивација, ресурси да успееш, но нешто постои што те кочи на патот. Еве, мене реално ова многу пати ми се случило и сум размислувала зошто и нешто кое што на коучингот најмногу го дознав, затоа го сакам коучинг. Коучингот некако има многу лесно достапна литература, односно на многу лесен начин ова го објаснува, што е оно што се случува кога нешто силно посакуваме. Ние всушност го сакаме чувството, која е таа акција, односно тој резултат ќе ни го донесе. Нас не се водилка секогаш чувствата и емоциите. Го сакам тоа и тоа ради начинот на кој што јас ќе се чувствувам кога ќе го имам. Односно, не го правам тоа и тоа поради начинот на кој што мислам дека ќе се чувствувам и така натаму. Еве, ќе дадам неколку примери. Некој пример кој што многу често се среќавам, да речеме сакаш да вежбаш, ама никако да почнеш со редовно вежбање. И сега зошто? Оно што е важно тука да се направи е да застанеш за момент и да размислиш што чувствуваш пред да вежбаш. Кои емоции, кои чувства се јавуваат пред да одиш на вежбање? Доколку нема присуство на позитивни емоции, најверојатно во позадина постојат мисли кои прават да се чувствуваш така и така во врска со вежбањето. Значи, ако се чувствуваш безволно, немаш мотивација така натаму, најверојатно во позадината стои некоја мисла од типот на па секако џабе, нема да имам никакви резултати и така натаму, што создаваат да ти се чувствуваш така како што се чувствуваш, да немаш желба да ја преземеш таа акција и секако да не достигнеш никаков резултат. И ова е, например, нешто кое што јас многу често го гледам на психотерапија или на коучингот. Јас не сакам да одам кај психотерапевт затоа што не може мене некој таму со диплома да ми помогне или да ми кажува како да живеам. И сега она што е присутни се мисли кои што се негативни, кои што не се освестени, односно не се точни во тој момент. Не постои мотив за акција и нормално нема промене. И дури истиот тој да дојде на психотерапија или на коучинг, најверојатно нема да искуси промена, затоа што премногу му е силна блокадата, нема да има свесност, нема да има контакт, нема да може да се допре до него, ниту пак тој до себе. Или доколку има некаква промена, таа промена ќе се случува многу споро, ќе биде многу напорна, затоа што во позадина буквално постојат мисли кои што константно се во борба. Што е оно што сакам всушност тука да го кажам, е дека акција може да се превземе и доколку нема промена на мислите, но во тој момент ние сме постојано во војна, во постојана борба сами со себе. Затоа таа акција нема да ни донесе резултати лесно и е навистина мачна. Буквално одам на вежбање, немам мислите како ќе ми помогне, емоциите ми се катастрофа, вежбам и не чувствувам никаков резултат. И тоа е многу тешко за психата, секако дека ќе има резултат со текот на време. Меѓутоа, доколку во позадина има позитивна мисла, доколку чувството е позитивно, вежбањето ќе биде многу попријатно, ќе се лачат многу полесно хормоните, телото ќе биде во уживање, личноста ќе биде во уживање, резултатите многу побрзо ќе дојдат или дури да не доаѓаат резултатите, побрзо ќе ги гледаме, задоволно ќе се чувствуваме со нив. И ова е оној круг. Мислите што ги имаме, ги создаваат емоциите што ги имаме, акцијата која што ја превземаме и на крај акцијата наноси до резултатот. Значи мислата создава емоција, емоцијата понатаму води кон акција и кон резултат. За да се промени мислењето, прво мора да се случи освестувањето. Значи, не можеме ние да без да сме свесни, да
дојдеме до промена некаква. И тоа е оно зошто на почетокот зборував токму за свесноста, за првиот чекор кон промена и така натаму. Значи мора да сме свесни дека постои некаква негативна емоција. Не сакам да ја наречам негативна емоција, затоа што емоциите не се позитивни или негативни, меѓутоа непријатна емоција. Баш така, непријатна емоција или недоволно силна емоција, недоволно мотивирачки, на кој како повеќе му одговара во овој момент. И сега пробуваме да најдеме која мисла стои позади таа емоција. Една од најубавите вежби за освестување е токму пишувањето на дневник и затоа првите епизоди и првите текстови на блогот се токму со пишување на дневник. Затоа што пишувањето на дневник точно ни дозволува и ни помага да бидеме свесни што е она кое што ние го мислиме. Кои се нашите мисли, како може да ги средиме нашите мисли. И слушнете ја претходната епизода за различните техники на пишување на дневник кои може да ви бидат од корис. И сега станав свесна како некако те во множина, те во еднина се обраќам, а мене ми е попријатно да се обраќам во еднина. Најверојатно така ќе продолжам до крајот, но нема да се враќам да едитирам и да го менувам, затоа што едноставно така дошло природно и слободно. И сега, пробај да ги наблюдуваш своите мисли од една мета перспектива. Тоа ја сега го направи во моментот кога станав свесна. Реков вие, а претходно реков ти, па ева сега се враќам пак на ти. Полесно ми е ти, затоа што така се чувствувам дека сум поповрзана и за другата личност е поубаво. Самото персирање води кон нееднаков однос, а кога има нееднаков однос постои идеализација и потешка е промената. И сега твојот ум замисли го како една голема просторија и ти си мува над зидот кој што наблюдува што се случува. Можеш да замислиш какви мисли ќе видиш, можеш да замислиш какви сцени ќе видиш, што е оно што ќе го доживееш и всушност кога ќе станеш свесен дека ние имаме во просек 60.000 мисли во текот на денот. Навистина е тешко да сме свесни за сите. Но, доколку се практикуваат одредени вежби за свесност, ние можеме, ако ништо друго, барем да ги освестиме оние кои што ги кочат тие акции кои што во овој момент ни се потребни. Сега, медитацијата е одлична за да се постигне свесност за мислите. Не е целта да немаш мисли. Не е целта да седиш сега 20 минути никаква мисла да не поминува. Напротив, целта е одреден период да си дозволиш да размислуваш, да дозволиш мислите да дојдат, меѓутоа да си потполно свесен кои се овие мисли кои што поминуваат во мојата глава. И пак ќе се вратам, најубава вежба е сепак пишувањето дневник. Убаво може да е медитација, па пишување дневник и така натаму, но секако е нешто кое што бара време, енергија. Јас сум потполно свесна кога кажувам што и како, дека тоа не е нешто кое што туку така ќе се случи, туку навистина бара голем влог. И сега, кога се вклучува светло во главата, светло во нашиот ум, буквално успеваме да ги осветлиме мислите и да станеме свесни за огромен дел од нашите емоции. Затоа што многу е важно да разбереме од каде доаѓаат нештата. Самиот процес на психотерапија е во моментот кога јас ќе разберам од каде нештото ми доаѓа, почнува промената. Истото и со коучингот, кога јас ќе разберам зошто го правам ова што го правам, јас престанувам да го правам. Можеби не веднаш, нормално, потребно е време и да се одвикнам и така натаму, но ако јас не разбирам зошто нешто правам, јас не можам да продолжам напред. Значи, зошто го правам? Кога се разбирам себе, се менувам. Кога се разбираме себе си, ние се менуваме. И тоа е убавината на работата на себе, тоа е убавината всушност на психотерапијата, на коучингот, на сите можни видови на терапии кои што постојат во светот. Јас не можам да зборувам за сите, не ги знам, но како доаѓа разбирање, така доаѓа менување. И кога ги разбираме другите, така доаѓа прошка. Не може да се случи прошка без да простиш на некој ако не си го разбрал. И сега, може да почнеш од акција, секако, ако сакаш, но пак ќе повторам, тоа нема да биде ниту лесно и дефинитивно ќе биде многу подолгорочно. Например, ќе се ставам на диета,
Јас секако ќе ослабам, меѓутоа чувствата, мислите, нели, емоциите кои што ќе бидат присутни, ќе бидат многу лоши, ќе бидат во војна со мене, јас ќе се чувствам ужасно. Ќе престанам да пушам цигари. Супер, ја виткам кутијата, ја фрлам. Меѓутоа, умот, душата, телото ќе се во постојана борба. Но доколку прво јас ги сменам размислувањето, доколку јас прво ги сменам мислите околу пушењето цигари, јас потоцна ја минувам емоцијата, и тоа ќе направи да мојата акција биде многу посилна, многу поавтентична, а резултатот ќе си дојде. Еве, на пример, кога спомнав дека со години сакав да имам блог, првиот блог го почнав на англиски, затоа што јас имав мисла која што ми го саботираше македонскиот блог. Никој во Македонија не сака да чита за личен раст и развој. Во Македонија срами ме на луѓето да одат на психотерапија. Во Македонија не постојат луѓе кои што се интересираат за ова. Секако дека ова не било вистина. Во тој момент тоа било мојата мисла. Самата мисла ме стварала блокада, односно ми стварала емоции кои што не се пријатни. И јас презедов акција. Јас сепак презедов акција, меѓутоа презедов акција која што не била баш така во склад, затоа што направи блог кој што е на англиски. И тоа што го направив не ме исполнуваше на истиот начин како што ме исполнува сега кога го правам тоа на мојот мајчин јазик. И потребни ми беа многу години да ја освестам оваа мисла и да ја променам. Значи, тука ќе повторам, не е ова некој процес, супер, сега јас сите мисли најнаш ќе ги освестам и ќе ги видам, не. Меѓутоа, во моментот кога ја променив мислата, моите емоции се промени и акцијата си се случи во првиот момент кога бев подготвена. И нормално, резултатот се појави. И се надавам, навистина се надавам дека овој подкаст многу ќе ти помогне да дознаеш нешто повеќе за себе си и за начинот на кој што почнува промената. Јас ти посакувам многу успех, прекрасни мисли, пријатни емоции и се надавам дека од сега веднаш ќе почнеш да превземаш акција, односно ќе почнеш да се освестуваш за сите оние мисли кои што те кочат на патот, поради кои не преземаш одредени акции и поради кои не живееш живот како што посакуваш. Ти благодарам многу што беше тука. Се слушаме во наредната епизода.